време се почесто се соочуваме со поимот аутизам. Среќаваме се почесто деца кај кои е диагностициран аутизам, но и дечиња кај кои не е диагностицирано аутизам, но имаат пореметување дали во говор, дали во развој, кај кои се претпоставува дека имаат аутизам. Македонското научно здружение многу често излегува со постови и со своји научни трудови и истражувања и велат дека аутизмот не е болест, туку развојно нарушување. Од друга страна, родителите на тие деца дел прифаќаат дека своето дете има аутизам, бараат свое решение, бараат како да се справат со ова нарушување развојно. Дел од родителите не се свесни или не сакаат да прифатат еден таков поим да се користи и да се поистоветува со нивното дете. Ние како Биди свој продукција имаме идеја да разговараме отворено за ова прашање и да разгледаме и да дискутираме што тоа значи да се биде дете со аутизам, да се биде родител на дете со аутизам и дали може на некој начин, доколку разговараме поотворено и сме искрени кон самите себе во однос на тој проблем, ќе можеме малку повеќе да му помогнеме на нашето дете. На таа тема денес се поканив гостинка да ме биде и да разговараме со неа, Драгица Ѓорѓиева. Добре дојде, Драгица. Добре ме најдов и благодарам на поканата. Да, најпрво да те представам, специјален едукатор и рехабилитатор. Порано бевте дефектолози, сега називот е променен. Работите во ресурсен центар Свети Климент Охридски, Ново село. Да. Најпрво, пак ќе кажам, благодарам што се одзва на мојата покана, да разговараме на таа актуелна тема, но сепак се разговара некако, се уште е табу тема, актуелна е меѓу родителите внатре дома во семејството, нели? Што со моето дете? Меѓутоа не е актуелна јавно. Да излезе родител и да каже, можеби моето дете има аутизам, што да правам? Да. Значи точно така како што кажавте, бидејќи ние како дефектолози по старо, вработени сега во ресурсен центар, значи сме директно вклучени и инволвирани, значи во сите тие случувања и заедно со нашите ученици и децата сега како ресурсен центар што ги опфаќа ресурсниот центар. И најголем дел, значи, од децата се деца со ова нарушување аутизам или деца кои што имаат специфични развојни нарушувања, значи така се како под забележани во диагноза, но сите тие деца, значи, кои што имаат специфични развојни нарушувања, ги имаат оние, значи, нарушувања кои што ги има аутизамот или како се нарекува спектар на аутизм. Да. Ќе разговараме повеќе околу тоа што значи аутизам. Се согласувате со сите тие податоци, нели, кои знаат Македонското научно здружение да ги пласираат јавно? Аутизмот не е болест, тоа е развојно нарушување. Да. Тоа, значи, од сите тие Македонското научно здружение, МНЗ, како и податоците кои што се пласираат, значи аутизмот се класифицира како развојно нарушување, кое што го зафаќа детето негде од 6-месечна возраст, значи до 3 годишна возраст и се смета како таа 3 годишна возраст овде да го достигнува врвот, односно се јавуваат родителите тогаш најчесто ги забележуваат првите симптоми за самото нарушување или состојба на аутизмот. Разговарано, значи, повеќе на таа тема, зошто баш тој период, и сметаме дека целокупниот развоен период на детето од 6 месеци до 3 години ние како родители си ги толерираме сите тие состојби кои што ги среќаваме, значи, кај нашите деца, и тоа го должиме на детскиот развој, односно на раниот детски развој, и веќе кога ќе почнеме, значи, да стануваме посвесни за самата состојба на детето, за неговата возраст и сето тоа што му се случува на таа возраст, значи веќе ние тука почнуваме да се огледуваме дека нешто не е во ред со детето.
колку годишно искуство имате, само да кажеме на самиот почеток? Да, јас сум вработена сега во ресурсниот центар, а порано беше, значи основно училиште и имам работно искуство од 20 години. Значи 20 години работам во ресурсниот центар. Те прашувам колку годишно искуство имате за да споделиме искуство кога вистински родителите стануваат свесни дека имаат проблем со децата. Убаво кажавте, на 6 месеци мислиме дека е нормално. Да, дел од развојниот период. Веќе третата година, значи кога ние очекуваме тоа дете веќе да почне да се заигрува со други деца, да се обраќа на нашиот повик да посветува внимание повеќе на одредени активности, ние забележуваме дека сето тоа изостанува кај детето со аутизам. Но да, касно е тогаш на 3 години да се реагира кај детенцето. Значи од сите студии кои што ги читаме, тоа што доаѓа до нас, значи сепак можеби не е касно тој период од 3 годишна возраст, но многу е подобро ако се започне уште значи порано. А тоа значи кај нас, значи во нашата држава треба да има системска поддршка на децата. Ние нема да можеме да знаеме дали сите деца имаат аутизам од 6 месечна возраст, но барем да се следат децата кои што се со ризик родени, ризик фактор на раѓање, да се следат и со тој нивни развој да се увиде дали има некои последици од ризик факторот при раѓање или детето се продолжува понатаму со нормалниот развој. Разговаравме и пред, не знам, година дена, мислам дека беше, со педагог. Истото го спомна и затоа сакав да ја начнам малци таа тема. Системска поддршка, што значи? Кај нас децата се носат на вакцина, тоа не е задолжително обврска на родителите, детето да оди на вакцина. Мислите ли дека ако има обврска и да се прави таков еден преглед, би се спречило или порано би се интервенирало кај тие деца? Да се спречи... Тоа е системска поддршка која... Значи да се спречи, не би можело можеби да дојде до спречување, но ќе се влијае на рано откривање и на рана интервенција и ран третман. Кај нас тоа се случуваше во години уназад и сега се случува. Ние за жал сме оддалечени од центарот на нашата држава, значи Скопје, се случуваше во Завод за ментално здравје. Таму се даваше таа системска поддршка и се уште се дава, значи еден систем со целокупната поддршка на децата кои што се ризично родени и деца кои што имаат пречки во нивниот развој. И таму од најрана возраст нив ги следи педијатри, психијатри, дефектолози, педагози, физиотерапевти и се работи значи на... Да, но кој ги насочува до таму да стигнат? До таму значи се насочува од почетокот од развојните советувалишта, значи со самото раѓање на детето, доколку се забележи ако детето е со ризик фактор, значи во педијатрите ги насочуваат децата во Завод за ментално здравје во Скопје. Значи педијатрот е тој кој што треба да утврди недостаток во развојот на детето и доколку се утврди нешто да му насочи на родител. И сега овде се поставува и прашањето дали е доволно еден центар во Скопје да ги прифати сите тие деца, за тоа што нели во последно време, како што кажав, да, и во најавата, има се повеќе и повеќе деца кај кои знаеме да кажеме има спектар на аутизам. Тоа ми е малку дискутабилно. Што значи тоа спектар на аутизам? Ние како родители, лаици во таа област не знаеме, но мислам дека ни треба повеќе обука или информација да се дава за тој поим, за да може да сите да бидеме свесни. И тие кои се директно засегнати и тие кои не се. Има ли некоја информација или регистар кој што се води за деца со аутизам? Има ли податоци за тоа? За жал, кај нас се уште не постои регистар на деца со аутизам. Иако, значи, доколку постоеше таков регистар, ќе биде од голема корист
како за самите деца, така и за нивните родители и за целокупното општество, значи во кое живееме. Зошто, Драица, нема регистар? Каде е проблемот? Дали родителите не сакаат да пријават дека детето има аутизам од страх или од осуда или срам во општеството, или некаде системски не ни е во ред? Може би дел од родителите не сакаат нивните деца, значи да бидат категоризирани или класифицирани или како што народски кажуваат етикетирани, а дел од родителите можеби и не се упатени во сите овие значи случувања и состојби кои што се кај нивното дете. Да, тоа би значило дека да, јас гледам, приметувам кај моето дете дека нешто се случува, но не знам каде да се обратам и го оставам детето да се развива самостојно, па што ќе се случи, нека се случи. Може барам сега одговор на овие прашања, затоа што гледаме и овде, нели, во Струмица ние сме мала средина, но претпоставувам дека и во другите градови се случуваат, еве вие во цел југоисточен регион, го гледате детето дека има некаков проблем, но родителот знае да каже ништо, нему е така, е темпераментно е, или многу е агресивно е. Не е нормално дете да биде агресивно, нели? Најчесто ги слушаме тие збори. Значи, детето е нормално, живо е, не е мирно, агресивно. Тоа е, можеби и ние самите како родители не сакаме да ја прифатиме стварност. Значи, вистината во која живееме и се надеваме дека со утрешниот ден можеби ќе се случи нешто кое ќе биде подобро за нашето дете, но ако седиме дома и не бараме решение, нема да биде ништо подобро значи во утрешниот ден. Мора денес да решиме и да излеземе значи од тој оклоп во кој што ние седиме и се надеваме дека ќе биде подобро, да го бараме решението за подобро утре на нашето дете. Да. Прочитав во еден текст на интернет напишано дека родителите се студенти за аутизам. Па да, точно. Значи, кога ќе размислиме, бидејќи аутизмот, иако податоци датираат многу одамна за некои лица, деца кои што имале аутизам и пројавувале некои однесувања кои наликуваат на симптомите кои што ги имаат аутистичните деца, но релативно значи ново нарушување, па поради тоа и нема некои големи податоци, начини за справување со самата состојба на децата со аутизам, а родителите се тие кои што се први значи инволвирани во целокупниот процес на развој, образование, нега, грижа за нивното дете, и тие се значи студентите по аутизам бидејќи ќе го простудират значи целиот период на развој на детето и целата состојба на аутизам. Да, вие сте овде како ресурсен центар и сте задолжени за да ги згрижувате овие деца, не само деца со аутизам, и деца со било каква пречка во развој, така. Која е целта, ајде прво тоа да разјасниме, која е целта на ресурсниот центар Свети Климент Охридски Ново село? Значи, сега ние сме ресурсен центар Свети Климент Охридски Ново село од 2021 година. Претходно бевме посебно основно училиште и тоа за деца со пречки во психичкиот развој, кој што фаќаше деца со лесна, умерена ментална ретардација и деца со аутизам. Од 2021 година, значи, кога станавме ресурсен центар, нашите улоги, одговорности и задачи малку се проширија. Значи, прво како училиште си работевме во склоп на нашата установа и како и сите други основни училишта, така и ние работевме како основно училиште. Сега нашата дејност е доста проширена. Ние сме ресурсен центар за цел југоисточен регион, значи офаќаме основни училишта и градови од тој југоисточен регион, од Гевгелија до Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Виница и Радовиш, значи Дојран, Богдановци и Струмица, целиот регион, и сме задолжени за помош и поддршка на учениците кои што се во основните училишта, бидејќи знаеме дека со процесот на инклузија, децата со посебни образовни потреби се запишуваат во редовните училишта.
но такви какви што се редовните училишта, некои нормално имаат повеќе можности, ресурси што да понудат на тие деца, дел од нив се уште, бидејќи релативно нов процес, инклузија како процес, да, директно се инволвирани, да. И ние им стоиме на располагање на тие училишта како еден вид на ресурс за сите тие потреби што ги имаат во потребите на децата со посебни образовни потреби. Так. Драица, тоа е за поздрав дека постои таков ресурсен центар и јас неодамна разбрав за тоа дека постои ресурсен центар и дека може да се овозможи помош на тие деца на кои им е потребно и да се даде асистент. И убаво спомнавте процесот на инклузија. Не би сакала да кажам мој личен став, но некако мислам дека процесот на инклузија не го имплементираме ние како што треба овде во училиштата. Да, инклузија, но не по секоја цена. Да, значи тоа е и мој личен став. Значи инклузија, но не по секоја цена. Од 2021 година, ние сега сме 2025 година. Значи, цели 4 години ние поминавме како ресурсен центар инволвирани во процесот на инклузија. Ние како ресурсен центар се судривме со голем број на тешкоти. Значи, самиот почеток како процес на инклузија беше наметнат на училиштата. Не беа доволно информирани и запознаени наставните кадри во самите училишта. И обучени? И обучени, да. И процесот на инклузија започна со воведување на образовна асистенција, што за мене лично не може би најдобриот начин за започнување на процесот на инклузија. За да се започне процес на инклузија, според мене треба да се започне уште многу порано, како што кажавме, со системска поддршка на самите деца, со подготвеност на самото општество, со рана интервенција на децата кои што се запишуваат во градинките, па и на деца кои што, бидејќи се уште имаме деца, значи по руралните средини кои што не посетуваат градинка, да се започне со таа рана интервенција и дури потоа, значи, да се почнеше со процесот на инклузија во основните училишта и воведување на тие образовни асистенти. Да. Убаво кажавте, ние како општество не сме спремни за тој процес на инклузија, затоа што, еве ќе спомнам примери, знаеме, многу родители знаат да споделат и на социјалните мрежи, на Facebook, дете кое трпи мобинг од други деца. Ако едно дете кој има аутизам се стави во клас каде што нели другите деца си функционираат нормално и сега затоа што е процес нели на инклузија и тоа дете во ред имаме процес на инклузија, училиштето има подпишано таква не знам соработка, договор, да, и обезбедување, образовен асистент. Да, меѓутоа колку децата околу него се спремни да го прифатат тоа дете? Јас да ви кажам, значи од мое лично искуство што го имав со мое дете, на почетокот е тешко. Значи децата на почетокот, дел од децата се неинформирани, незапознаени, но и сепак тие се деца. Што е тоа аутизам? Да. Иако јас како родител и моите деца се среќаваат често со тие деца, бидејќи знаат каде работам, го посетувале моето работно место и се среќаваат со децата, сепак, значи, се наидува на еден отпор од децата и не отпор децата намерно тоа да го прават. Тоа го прават од нивниот детски свет, значи не знаат. Детето се однесува поразлично од сите нив, од групата деца. И тоа е нормално, значи, тоа е еден процес кој во природата се случува, нешто што е поразлично од групата, тие го отфрлаат. Но може би, значи, тоа беше и на почетокот на процесот на инклузија. Сега мислам дека малку свеста е подигната, благодарение на воведувањето на образовните асистенти кои имаат и голема улога во прифаќањето на процесот на инклузија во самата паралелка и во училиштата. И мислам дека веќе не се гледа така како што се гледаше претходно на тие деца. Значи, посе прифатени,
па дури децата значи се ангажираат околу тоа дете да му помогнат во одредени активности кои што му се потребни, па да го дружат, знаат дека треба да го дружат, дека не треба да го отфрлат од групата. Према своите способности и можности, колку може, толку да учествува во играта со овие деца. Тоа е долг процес за кој ќе треба мал подолго време ние како општество да го прифатиме дека детето има аутизам и дека тоа е нешто со кое треба да живееме ние како општество, затоа што за жал се повеќе се зголемува бројот на деца со аутизам. Гледав едно ваше предавање во кое спомнавте дека овој круг на учител, родител и образовен асистент е најбитната алка која треба да функционира за да може и самото дете да се вклопи. Според вашето искуство има ли надеж, одиме ли напред кон подобрување на процесот на инклузија? Подобрување на процесот на инклузија така како што е, можеби до одреден степен, значи ќе имаме и некое подобрување, како што кажавме, инклузија, но не по секоја цена. И поради тоа од оваа учебна година, значи деца кои што системот за проценка на деца со посебни образовни потреби веќе од учебната 2025-26, значи на децата кои што се по модифицирана програма, ќе спомнеме подоцна и тоа модифицирана програма, значи, што значи? Работа по модифицирана програма веќе може да следат и во ресурсниот центар, што предходно беше овие 4 години кои што измина, беше модифицирана програма да се следи дел во основното училиште, дел во ресурсниот центар, во договор со училиштето, ресурсниот центар и родителот. Значи, од оваа година модифицирана програма ќе може да се следи комплетно, целосно во ресурсниот центар, што за нас како дефектолози вработени во ресурсниот центар сметаме дека е од големо значење и многу подобро ќе влијае на самиот воспитно-образовен процес кај овие деца. Имате ли капацитети? Има ли доволно и ресурси и дефектолози, логопеди кои може да ги задоволат потребите на сите деца кои се пријавени кај вас за образовен асистент и за оваа модифицирана програма? А друг момент е тоа што голем дел не се информирани родителите. Децата, ние како ресурсен центар, за жал не можеме да им излеземе, значи во сусрет на сите училишта кои што се од нашиот регион, бидејќи ние сме доста оддалечени од сите школи, но од голема корист ќе биде за училиштата кои што се во нашите околни општини. Ние располагаме, значи, со голем број на дефектолози кои се сите со искуство, над 10 годишно искуство, сите дефектолози кои што се вработени кај нас, имаме логопед, имаме стручен тим кои што доста и опремени. Последните години од процесот на инклузија сме опремени со кабинети по Монтесори, кабинет за асистивна технологија, за сензомоторна интеграција, психомоторна реедукација, така да дел од сите тие додатни или пропратни активности кои што овие деца треба да ги следат и да ги извршуваат, може, значи, да се реализираат кај нас во ресурсниот центар. Драгица, но сепак јас ќе кажам, мислам дека треба да изнајдете начин, дали вие како ресурсен центар или генерално и институциите, нели, кои се одговорни за тоа, да се информираат повеќе граѓаните. Пак ќе кажам, имам чувство дека голем дел од родителите и не се свесни какви се услуги можат да добијат за нивните деца. Знаеме дека има родители кои патуваат постојано, не само Скопје, и во странство, бараат решение за своето дете. Кој на кој начин, нели, се справува со тој проблем, сепак тоа е индивидуално, нема да дискутираме за тоа, но мислам дека и од самиот факт што не се доволно информирани за сите тие активности кои вие може да ги понудите, родителите лутаат. Да, значи, како што кажавте, родителот сам се снаоѓа кој како знае, умее, колку му се можностите, но
Жално е, јас мислам дека имајќи на неколку километри ресурс кој што може да се искористи, зошто да не се искористи. Значи секогаш треба да пробаме, бидејќи некогаш ние решение кај деца со аутизам не можеме 100% да ја излечиме состојбата, но можеби може да придонесеме за подобар и поквалитетен начин живот. Да, за жал, јас не сум слушнала до сега некој да каже ќе се излечи аутизм. Тоа не се лечи. Тоа е состојба, не е болест, како што спомнавте, значи и таа состојба не може да се излечи, може значи да се ублажат сите тие симптоми, нарушувања кои што се јавуваат, да се ублажат до одредена мера, но не може да се излечат, бидејќи болеста знаеме ќе се дадат одредени лекарства, ќе се направи интервенција и ќе се отстрани, може да се излечи, но состојбата е доживотна. Тука ми се наметнува и друго сега подпрашање. Не сметате ли дека и за родителите треба обука и информационни сесии или семинари, затоа што родителот треба најпрво да биде обучен и свесен за тоа како треба да се однесува во животот каде. Претходно и не спомнав, значи всушност кои се сите задачи на ресурсниот центар. Токму оваа задача спаѓа и во ресурсниот центар, значи подршка на учениците и нивните родители. Подршка на воспитно-образовниот кадар, подршка на пошироката општествена заедница. Значи, кај нас до сега се нема случено дали организација, училиште, само иницијативно да изрази желба да им дадеме некое советување, информација, подршка. Тоа најчесто оди преку дали преку образовна асистенција, па некоја школа ќе има некој поголем проблем, па ќе ни се јават, ќе не информираат и ќе побараат некоја... А секојдневно училиштата се соочуваат со проблем, пак ќе кажам, дете му се прави мобинг или дете кој не седи на час, знаеме нели дека има во секоја паралелка скоро ги има. Да. И зошто да не бидеме отворени, транспарентни да се побара помош и од училиштата и од институциите, на крајот од се и од родителот. Каде шкрипи овде? Кој е главниот проблем? Ве прашувам затоа што имате искуство. Значи, проблемот, кажавме, дали е во самата средина во која што живееме, дали е од неинформираност или пак се уште, значи, од срам или осуда од општеството кај самите родители. Јас 3 години во соработка со Сдруженијето Отворете ги прозорците во училишта кои што имаат подпишана соработка со Сдруженијето, држам еден вид на работилници, а оваа година беа како отворени денови за родители, се со цел да се доближи процесот на инклузија, потребите, тешкотиите со кои се среќаваат, значи и учениците и родителите. Но жално е што не се посетени. Значи најчесто се посетуваат родители на кои што ќе им биде укажано да присуствуваат. На сила да дојде затоа што е обврзано. Обврзани сте, мора да дојдете. Но така до сега нема изразено, баш пред некој ден ми кажува член на семејството, зошто во другите училишта не држите вакви отворени денови или работилници со родители? Да, затоа што во секоја училница веќе има проблем. Да. Ние тоа го знаат. Јас мислам дека и училиштето од нашиот регион се информирани за нашите задачи, нашите улоги кои што ги имаме, но тоа значи училиштата сами по себе не го побаруваат. Нека биде апел тоа од нашиот подкаст дека треба ова соработка, ова конекција помеѓу ресурсниот центар и училиштата, така ќе бидат ослободени и родителите повеќе да комуницираат и со вас. Да. И да биде поотворено и за пошироката јавност. Значи на тој начин ќе може да допре до повеќе луѓе. Бидејќи се уште кај нас е тоа, ако дете сретнеме на улица кое што има аутизам или аутистичен спектар и знаеме дека овие деца реагираат на начин кој што е
можеби Неприфатлив за другите, другите и најчесто го оценуваат како невоспитано, лошо дете, разгалено дете, но самите луѓе не се ставаат во кожата на родителот кој што сето тоа го доживува за време на тој тантрум или предизвикувачко однесување кое што се јавува кај неговото дете. И како резултат на сето тоа, значи ние се уште ги гледаме овие деца со други очи. И тоа е жално, посебно во малите средини, тоа се случува. Имам една информација, не знам колку е точна, дека има начин да се обележуваат тие деца кои имаат спектар на аутизам со сончоглед. Не знам колку имате таква информација. И секако тоа дете би имало предност, затоа што тие немаат трпение да чекаат ред. Немаат трпение или не можат да слушаат гласна музика. Да се има посебен третман за тие деца. Што мислите вие? Тоа ќе им го олесни животот или ќе ги стави во, како што нели кажавте, непријатна ситуација самите родители и ќе го осудуваат повеќе детенцо? Можеби, јас мислам дека можеби на почетокот ќе има една осуда, но подоцна, бидејќи се што е ново ние тешко го прифаќаме, но подоцна можеби многу подобро ќе влие, бидејќи жално е тоа што деца со аутизам, бидејќи тие не се свесни за самата состојба во која се наоѓаат, често се случува да избегат од дома, да избегат од училиште, да излезат сами на улица и тие се движат најчесто по места кои што ги асоцира на нешто претходно, каде биле, дали доживеале нешто на тоа место и се водат од тој инстинкт, од тој инстинкт и често се случува децата со аутизам да избегат. Јас мислам дека на тој начин би било полесно за враќање на тие деца во нивните домови, секој ќе види дека има знакче детенцето, Можеби за некој нели тоа е неприфатливо, можеби нема да биде прифатливо, но мора да се изнајде некој начин по кој ние ќе можеме подобро да делуваме во интегрирањето на овие деца и во прифаќањето во општество. Така. Драгица, повторно да се навратиме на модифицираната програма, кога веќе даваме отворени информации на родителите, па да ги информираме и за тој начин на како го кажувате, модифицирана програма, значи за образование, така, нели? Инклузивното образование, всушност или образованието на овие деца, се води во 3 нивоа и тоа имаме општа поддршка. Таа општа поддршка е без некои дополнителни измени на наставните програми кои што се спроведуваат во основното образование и таа интензивирана поддршка се должи на помош од наставникот, поголема посветеност од стручните служби. Потоа втората е индивидуален образовен план. Тоа се работи најчесто најголемиот дел од децата во основното образование работат по ИОП или индивидуален образовен план. Тука се изготвува посебна програма за работа со овие деца во однос на нивните цели кои што може да ги постигнат. Значи, доколку во општата програма во прво оделение се работи на освојување операции до 10, кај овие деца целите ќе се намалат на запознавање на бројот или елементи на бројот 1. Се во зависност од нивните можности и проценка од системот за проценка на деца со пречки во развојот, кои што ќе бидат целите пропишани, и третиот начин е модифицирана програма. Таа модифицирана програма всушност значи упростување на целиот образовен процес и програмата која што се следи во основното образование. Модифицираната програма се изработува за 3 развојни периоди и тоа се прави за период од прво до трето оделение, од трето до шесто оделение и од шесто до девето оделение. И во овие развојни периоди, значи како и во другите наставни програми, се прави долгорочни, среднорочни и краткорочни планирања, се во врска значи со можностите, способностите на самото дете и тука значи се офаќаат повеќе компетенции како што се елементарни знаења
вештини за самостојна грижа и грижа на грижа на самото дете, здраво живење, психомоторни функции, основни комуникации, значи се оди на сите тие активности и способности кои што ќе му помогнат на детето за осамостојување или за приближно успособување за самостојно функционирање во и да биде средината. Како што кажавте, да се интегрира во општеството. Сепак мора да се оспособат и тие деца да функционираат колку толку самостојно. Но за да се добие таа модифицирана програма, детенцето, родителот треба да обезбеди диагноза. Да. Мора секој ученик, ајде да кажеме, или на прво оделение ако треба да се запише, треба да има диагноза тоа дете. Но што со децата кои не се диагностицирани, за кои е утврдено дека нема спектар на аутизам, а сепак има проблеми во однесувањето? Што со тие дечиња? Значи, секое училиште со процесот на инклузија мора да формира инклузивен тим. Инклузивен тим на ниво на училиште. Го имаме тоа во нашите училишта? Да, значи во сите училишта имаме формирано инклузивни тимови на училиштето. Нив ги формира директорот на почетокот на школската година и во рок од 30 дена значи се формира училишниот инклузивен тим. Во тој училишен инклузивен тим учествуваат самиот директор на училиштето, стручните служби, знаеме педагог, психолог, дефектолог, јас дефектолог го нарекувам бидејќи значи од таа генерација на дефектолози сум. Дефектолог, родителот учествува во инклузивниот тим и наставникот. И тие се грижат за инклузивната клима во самото училиште. Значи, што значи инклузивна клима? Токму се однесува значи на децата кои што имаат пречки во образовниот процес, се со цел да бидат прифатени, да бидат вклучени во процесот на образование, да бидат вклучени во наставниот план и програма и во наставните активности, да не бидат само задолжителни предмети, значи тие деца да бидат вклучени во наставни активности, а знаеме во наставните активности се сите тие активности кои што другите деца ги имаат во изразуваат желба, да кажеме, значи, на кој нив треба да се наметне, предпоставувам. Дали да бидат присутни на прошетки, екскурзии, одредени приредби, активности, но пак ќе кажам, значи се во склад и мера на можностите на самото дете. Бидејќи тоа е една комплицирана, како што кажавме, состојба, сакајќи да направиме подобро за детето, можеме да му наметнеме нешто полошо. Да, но ако има секој дете или ако си добие асистент, тоа ќе биде под надзор на асистентот и не би требало да има никакви проблеми за сите воншколски и активности на крајот. Да, значи сега кога го спомнавте образовниот асистент, значи самиот почеток на таа образовна асистенција и процесот на инклузија започна тешко. И јас секогаш кога ќе имаме нови образовни асистенти им кажувам дека тешкиот начин на пробивање на процесот на инклузија беше со првите образовни асистенти. Во која смисла тешко? Бидејќи не прифаќаат децата и од децата и од самиот наставен кадар. Значи наставниците беа научени сам наставник во оделението и тој си ја изведува наставата. И сега дали од незнаење, дали од страв ќе има друго лице присутно на моите часови и имаше едно скептичко размислување за образовните асистенти, но со воведување веќе 4-5 години сме во тој процес, значи се повеќе се прифаќаат образовните асистенти и значи се од голема корист за самите наставници како и за децата во оделението. Тие улеснуваат наставната програма и самиот час како ги се одвива, мислам дека тоа е една улеснителна околност. Да. Им помагаат во тој образовен процес на овие дечиња. Да, значи асистентот е тука за припомош на наставникот, за обврските околу самото дете и задачите, доколку има потреба и од целото оделение, помош од други деца, значи образовниот асистент е тој кој што може да ја понуди несебично својата помош
и да помогне на било кое дете. Драгица, имаме ли доволно образовни асистенти? Зборуваме, има многу деца со аутизам, но дали имаме доволно образовни асистенти кои ќе одговорат на потребите? Ајде конкретно југоисточниот регион. Па и немаме доволно образовни асистенти. Во правилникот за побарување на образовни асистенти стои дека еден образовен асистент може да обслужува најмногу 3 деца. Возможно е тоа? Па и според нас и не е баш возможно, бидејќи знаеме дека паралелка со едно дете кој што има било какви нарушувања или пречки во образовниот процес е тоа што е реалноста таа и тој се грижи за него, а доколку имаме 2 деца, значи тука веќе се отежнува целокупниот наставен процес. Сега значи наложуваат правилникот да биде да не мора да биде значи во образовна асистенција во самата паралелка на 2 деца, а да биде на ниво на оделение. Ако во второ оделение во 3 паралелки имаме 3 деца, да може да ги обслужува тие 3 деца. Но сепак пак во правилникот стои според можностите на самото дете. Доколку дозволуваат неговите значи способности. Да, но еве да бидеме реални. Мислам дека не е изводливо еден асистент да шета од еден во друг клас, па во трет клас. Што ќе прави тоа дете кога нема да биде без асистент? Децата се преврзуваат и за самиот асистент и не сакат да го делат со друг. Значи тука настанува и повреда на неговите чувства. Тој асистент значи го остава, го напушта, оди кај друго дете. Може би од самиот старт, значи кој ќе почне да го дели асистентот со друго дете, детето се навикнува, но сепак значи си има и некои предности и негативни страни. Што се однесува на број на асистенти? Па јас мислам дека во наредните години ќе се соочиме и со недостиг на образовни асистенти. Кај нас веќе немаат интерес нема кадри веќе кои што може да... Кој се може да биде образовен асистент? Образовен асистент се лица кои што имаат завршено факултет за специјална едукација и рехабилитација, психолог, педагог, оделенски наставник, предметен наставник, значи сите оние кои што имаат завршено високо образование и ги имаат тие педагошко-методските доквалификации. Значи всушност е лице кое може да биде професор, наставник, значи сите тие категории. Сега овде нема доволно интерес за да се пријавуваат за таква една, ајде да кажем, работа. Тоа е работа, тоа би било основно работа на асистентот. Тој не може да биде дополнително ангажиран како асистент, како што можем да разберам. Значи, тие се вработени, вработени со полно работно време од 40 работни. Зошто нема интерес за тоа? Немаме доволно стручен кадар? Па да, во последно време и немаме веќе доволно стручен кадар. Поради одливот на стручниот кадар, значи ќе се судриме и со потешкотија за образовни асистенти. Како што се среќаваме и со кадар од во сите области. Да, во сите области. Да, но од друга страна имаме еден загрижувачки факт дека ако порано, некаде 2011 година, било едно дете од 68 има аутизам, сега бројката е едно дете на секој 38 деца има аутизам. Тоа е загрижувачки факт. Тоа е загрижувачки факт, но сепак така не во дискусии со колеги и кога одиме така на некои семинари, обуки, може би тој број се должи и на свесноста кај родителите. Значи децата да ги покажуваат и ги пријавуваат децата, а друга страна може би и на тоа што аутизмот е сега спектар на аутизам и тука влегуваат состојби значи од еден широк диапазон. И може да не генерализираме дека сите се во таа аутистична состојба, но и факт е дека децата и загрижувачки
што се поголем број на деца имаме. Ние од првичните истражувања кои се правеа кај нас во ресурсниот центар, на нашиот југоисточен регион имаме загрижувачка бројка од негде околу 300 деца со пречки во образовниот процес. Од тие 300 деца образовна асистенција, како што кажав, негде околу 130 деца имаат. Од тие 130 деца, па бројката за диагноза аутизам се негде околу 40-50 деца со диагноза аутизам. Тоа со другите. Другите, пола од другите деца имаат специфични развојни нарушувања и се деца со Даунов синдром, деца со ментална ретардација, со телесен инвалидитет. Значи, но најголема и загрижувачка е бројката на деца со аутизам. Да. Дали, коригирајте ако грешам, но тоа се претежно деца од машкиот пол, кои имаат спектар на аутизам. Да, значи, јас Кој е вашиот став по однос на тоа? Од самите податоци кои што ги имаме, најголем дел од децата со аутизам се од машки пол. Да. Има ли причина, да бараме ли причина во тоа? Зошто е така? Има ли некој објаснување? Значи, се уште нема, има различни студии, тези кои што наведуваат одредени информации, но не можам да ги коментирам. Јас не сум лекар, немам доволно познавање од лекарските области и од, како што кажуваат, генетски истражувања, но бројката кај машката популација, деца од машка популација е поголема. Факт е тоа. Исто така знаат дефектолози и логопеди, твои колеги да кажат, не заборавајте дека децата со аутизам се интелигентни деца. Да, значи тоа се должи на децата кои што најчесто имаат Аспергер синдром. Тие се деца со надпросечна интелигенција и децата имаат зачувани интелектуални способности, но таа интелигенција нив во животот не им значи ништо. Не им значи во смисол на успособување за самостоен живот. Тие имаат интелигенцијата во одредена насока, дали се врвни математичари, дали визуелно паметат, се што ќе приметат, ќе видат, дали ќе слушнат песна, па ја знаат песната да ја испеат, но тоа е една способност која што ја имаат само за себе, но тоа е проблемот, значи, и треба да бидеме свесни и да работиме на тоа да можеме овие деца да ги оспособиме за самостојно функционирање. Значи, сепак во рамките на нивните можности, во рамките на нивните можности, не можеме да бараме нешто што не е во нивните можности. Но и за крај само, Драгица, многу често родителите бараат на социјалните мрежи помош за тоа. Гледаме рилсови, гледаме совети, знаеме да пробаме, да бараме лек за тоа дете. Дали треба секогаш да се подпираме на секоја една изјава или на секоја една, не знам, еве за аутизам, направете го тоа за вашето дете, спектар на аутизам, ако име се кажавте, тоа е широк спектар на аутизам и секој дете различно реагира. Дали треба еден родител да се подпира на совети или на изјави на социјалните мрежи од секого? Не. Или кој би бил вашиот совет? Нашиот совет, значи, родителот треба најпрво здраво да пристапи на таа состојба, на тој проблем, значи, на кој што наидува. Да, добро е да се информираат преку социјалните мрежи. Ние за било што, значи, кога имаме потреба и самите се информираме, но секое дете е индивидуа сама за себе. Доколку на едно дете, аутистично дете, му помогнала една метода, не значи дека и на друго аутистично дете ќе му помогне истата метода. Можеби ќе му направи поголема штета. Значи, затоа тука се има стручни лица, екипи кои што се задолжени и тие самите ќе проценат што ќе биде добро за неговото дете, а што нема да биде добро.
Така. Спомнавте дека има екипа логопеди и дефектолози во ресурсниот центар. Можат ли тие да одговорат на потребите кои што ги имаме? Имаме ли доволно? Прашав за образовни асистенти, но не прашат за дефектолози и логопеди. Сите не е баране решение, одиме на приватно, одиме во странство. Имаме ли тука во самиот ресурсен центар капацитети? Ресурсниот центар значи располага со 11 дефектолози. Дел сме дефектолози кои што имаме завршено во Скопје на Филозофскиот факултет Институт за дефектологија што беше. Дел се колеги дефектолози кои што олигофренолози кои што имаат завршено на Белградскиот универзитет. И логопед имаме еден. Имаме побарување сега значи за уште еден логопед и дополнително за дефектолози, со што значи ќе ни се зголеми капацитетот, но првично ние како тим што сме во ресурсниот центар, ние можеме да ги задоволиме потребите на децата од нашиот близок регион. Бидејќи ние ги имаме податоците со колку деца располагаме значи на нашиот регион, нашите тука општини Ново село, Босилово, Василево, Струмица, и мислам дека сме во доволен број да може да ги задоволиме потребите. Сега останува на родителите да побараат помош од вас, да ја разбудат свеста дека на децата им треба помош, се со цел да се помогне и тие деца да се вклопат и да живеат нормален живот колку што можат. И да не бидат покажувани со прст дека тоа е немирно, невоспитано дете, туку да се подигне свеста и да се стават во улогата на родителот кој што го има тоа дете, па да не дојде до осуда на самите родители. Така, нека биде и од апел тоа и од мене како водител, слушнавте апел од компетентно лице, но сепак и вие родители разбудете ја свеста, побарајте помош за вашите деца, тоа ќе биде секако само може на добро да биде, а не може да биде во лоша насока никако. Драгица, ти благодарам за овој искрен разговор. Јас се надевам дека ќе промениме еден човечки живот, барем еден човечки живот да се промени од овој наш подкаст. Јас ќе бидам среќна. Да, ви благодарам и јас што ме поканевте да бидам дел од вашиот подкаст. Така. И се надевам дека значи свеста ќе се разбуди кај родителите, се со цел да им се помогне на овие деца. Така. Благодарам. Ќе разговараме и друг подкаст, некој наредна сезона на друга тема. Мислам дека тоа е доста широк диапазон на тема, на кој може да се разговара и понатам. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Се гледаме наредниот подкаст.